Госпожа Грчева Солза има реплика. Повелете. Почитувана колешка, никој не се плаши овдека од универзитети. Се плашиме од таквите како вас, кои што овде, откако сум влезена во собранието, подпишавте се што ви стигна. Значи, не знам фактички каде завршува вашата послушност безпоговорна, каде завршува, а каде започнува вашето тотално површно гледање на работите, поготово во високото образование. Има еден скеч во Монти Пајтон, се вика How to do it. Како да направиш? Се исмева на луѓе со вакви говори шупливи, каде што комплексни работи се обидуваат на една писмена публика да ги објаснат со прости зборови. Вие добивате закон, било кој, и тој за државниот испит што падна, и викате, еј, што убаво, леле, колку сум срекна. Вртите внатре, еј, уште еден медицински факултет, браво, супер, децата ќе се образуваат. Вртите понатаму, ќе обезбеди квалитет. Браво, значи ќе обезбеди квалитет. Вие унапред имате гаранции дека ова ќе обезбеди квалитет. Ве молам, јас се обидовте некни со 300 лични дисквалификации, да дисквалификувате единствениот можда, со ретки исклучоци, што нека знае што е високо образование. Ама не ова вашето провинциско, што вие мислите дека е образование. Па рековте, не сум израснала од помлад асистент. Да, јас сум влегла на истиот универзитет УКИМ како доцент. Како она што Европа го има веќе 30 години. Впрочем, вие не знаете дека Европа го има укинато, а и ние со законот, звањето помлади асистенти. За доктори, инженери, тоа е комплетно контрапродуктивно, иди пробајте од клупа да станете помлад асистент. Тоа нема шанси. Не знам каде да сте растеле, уште 500 светлости години ќе ви треба да порастете. За вас, високото образование, знаете што личи по принципот how to do it? Ке си ја прочитам лекцијата, ке ми ја раскажам на студентите, тие ке ми се појават испит, ке ми ја раскажат. Исто така, и тука се завршува вашата професионалност. Нити европски сте се измериле, нити можете да се измерите, затоа го провинциализиравте со овие наказни проекти нашето образование. Вие, не знам како мислите да се вратите на УКИМ, кога ја навредивте целата академска заедница. Како со кој образ ќе ги погледате своите колеги, каде што им отварате дупли медицински факултет и правен факултет. Како можете? Го фалевте и државниот испит. Со истако жарко го бутавте државниот испит, повторно се јавите да го фалите. Срамота. Следен за збор е госпоѓа Грчева Солза. Повелете. Почитуван председателе, почитуван заменик министер, почитувани колеги, јавност, медиуми. Прво, би се оградила од зборот фела. Не постои нешто што се нарекува академска фела. Фела значи нешто што има своја автономија, кој што брани своји интереси од вакви напади и злоупотреби. Таа фела наша одамна изгуби автономијата и си го изгуби правото дури да биде бранета од било каде па и од оваа говорница. Дигнитетот на таа фела е веќе длабоко во прашање. Таа фела или академска јавност дозволи со ситни бранувања, со ситни гласови да крикне кога во еден месец 2 универзитета во сиромашна 2-милионска Македонија се отвараат прекутрупа универзитети кои не постојат ни во буџетските ставки. Овдека слушав разни фразеологии од најопасните луѓе. Пазите, оние што се полуписмени се најопасни луѓе. Не се неписмените опасни. Оние кои што мислат дека нешто знаат, а всушност ништо не знаат,
тие се најопасни. Слушавме фрази за тоа дека квалитетот ќе се подобра. На основа на што? Од каде ќе се произведат професори? Од каде ќе се најдат материјални ресурси, кога знаеме дека медицинскиот факултет кугури и ваков како што е? Поготово материјални ресурси нема. И вие сега отварате дупли медицински факултет. Правен факултет, не знам, факултет за мировни студии, една најразвиена земја може да си го дозволи ова. Веќе многу што има и за после дипломски студии, а камоли за додипломски студии. Па уште зборувате за Институт за информатички технологии и сајбер безбедност. Овде на вистина и покрај трагичната ситуација слабко се изнасмеа. Во екот на прислушкувани илјадници разговори ние отвараме Институт за информатички технологии и сајбер безбедност, па белки сајберот некако ќе го заштитиме после функционирањето на ова наша институција. Ке најдев оправдување, ако ова институција беше фокусирана кон потребите на нашата армија и ако беше конституирана според нашиот закон од најмногу 5 единици. Се разбира дека во нив требаше да влезат веќе постоечките, а не да се разговара со нив, па да бидат поканети да се приклучат. Па тие се етаблирани институции, тие се разбира дека не треба да бидат поканети, тие треба да се носители на дејноста. Значи едно комплетно извртување, комплетна виртуелна реалност. Но, на самата комисија побарав прекинување на седмицата и побарав да ми се достави елаборатот со анализите на потреби, со студиските програми, да видам што содржи. Побарав имињата на оние 23 јунаци во одборот за акредитација и евалуација, кој што едногласно, ни во комунизмот не беше така. По еден барем ке кажеше нешто против, па макар да го избрка од партија, после ке станеше херој. Но овде едногласно 23 јунаци само што поставени за еден месец, ни носат ни помалку, ни повеќе 2 универзитета, две партиски рожби. Овде е проблем само да се смислат имињата на факултетите, дали ќе се вика Шатев, дали Татарчев, дали Русински, не е проблем самите факултети. Но овие новороденчиња битно имиња да им ставиме. Без да знаете дека не постои универзитет во светот каде факултетите имаат имиња. Како што и автопатот, конечно наш име. Ние мораме да бидеме уникатни во себе. Но гарантирате квалитет. Ја морам да и верувам на мојата колешка која што гарантира квалитет. Не мислам, ама ни пола минута веќе на ниту една комисија за образование, нити на пленарна седница да објаснувам некому дека јас во суштина сум за квалитет на образование. Бидувајќи и самата професор, белки не сум била, да речам, под принуда натерана да бидам во образовниот процес, па сега ја некому кој што недоветно секогаш се поддржува, ќе му објаснувам дека сум за квалитетно образованието, истовремено тој поим нема што е квалитетно европско образование. Со кои мерливи индикатори се појави овие потреби и со кои мерливи индикатори ќе видиме како тоа ќе функционира. Да се вратам на комисијата, значи барав елаборат, ги барав имињата на тие 23 јунаци, циркулираат во јавноста, во момент ќе ги дознам, не ми се доставија, и барав дозвола од таа комисија, одобрение, не ми се достави. Замислете, беше тој мој предлог, на кој што деловнички имам право, по член 122 од деловникот, секој пратеник на работна комисија може да побара дополнителни материјали за да одлучува, беше ставен на гласање и нормално бев надгласана. Оние кои што велат дека сакаат квалитетно образование, се плашат што ќе прочитаат во тој елаборат. Такво нешто, таква несериозност. Не сакам истите епитети како за мајка Тереза да ги употребувам и да ви кажам дека ова е тотално несериозно. Го запрашав министерот за одбрана, кој што таму ни рече дека не била баш од вчера таа идеја,
дека од март минатата година се крчка идејата, на што уште повеќе се изласпаја се разбира, бидејќи, бидувајќи повеќето од вас бизнисмени тука, ретки се тие пролетери ко мене на плата што се, но бидувајќи бизнисмени и знаејќи дека некој од вас имаат и хотели, ресторани и така натаму, дали бизнес план се носи од март до сега за 10 месеци, а за универзитет со 8 единици. Не вика, па чекајте, па тоа е стара идеја. Од кога? Од дури од март. Не, дури ни тоа не е точно, бидејќи во буџетот не влезе. Значи, лага до лага. И ке си најдете вакви експоненти по примерот How to do it, што ке си проголтаат све, ке си израдуваат. Ја ви завидувам на вашиот свет, колешке, ви завидувам на вашата наива, каде што не можам да разграничам каде е послушноста, каде е наивата, или е тоа еден меланж, црст, нераскинлив. Може би не е случајно што сте вие баш председател на оваа комисија. Вие го докусуривте образованието. Америка, ако може да си дозволи една пребогата земја, преку квантитетот да доаѓа до квалитет, и вбризгува милиарди долари, ние со 20 милиона евра финансираме целокупно образование. Само буџетот на универзитетот во Ахен, што е еден од 300 во Германија, е 600 милиони годишно евра. И ние ќе си тврдиме дека ако најдеме просторија и табла поуште, па и столчиња кај да седат, прекрасен квалитет. Вие ги уништивте сите генерации. Вие ги уништивте. И ќе ви повторам, подобро да си останете пратеник во следниот мандат. Подобро, затоа што нема да смеете веќе се вратите на УКИМ. Таа фела, што не си ни нарекува фела туку е академска јавност, која што не заслужува денес да ја бранам, бидејќи не го подигна гласот уопште, нешто скромно малце чат пат. Фела, реков, со изгубена автономија, што си дозволи да ја изгуби автономијата, во таа фела вам не ви е местото. Ви благодарам. Господја Грчева Солза има контрреплика. Колешке, вашето провинциско размислување апсолутно нема да ми донесе никаква ни светлина, ни темнина. Оставете ми, има кој да ми носи и светлина и темнина, доволно, вие ништо не ми носите. Единствено им донесовте на студентите слабо образование. Како сега се сеќавам, кога го браневте, се трескавте овдека за државниот испит, пак по примерот на How to do it. Ке си седнат, ке си научат, ке си полагат, па некој друг ке си ги испита. Тоа ни го браневте. Па потоа, кога успеавме на мишки да го бутнеме тој наказа од закон, исто така излеговте по примерот How to do it, еве се ги имаме, ама ќе го тргнеме законот. Вие немате своје јас. Вие на вас све ви се бендисува што ќе ви се сервира од Министерството. За тоа да го имате, треба да имате апарат. Сиви келии треба да си има. Сиви келии треба да си има. Тоа е една работа. Второ, со имињата, па не ви ги кажувате провинциските, што се ви од Македонија. Видите дали некаде факултети имаат имиња. Видите, имаат ли? Имаат ли автопатиште имиња? Имаат ли? Грчева Солза, благодарам.